Преварања меѓу кои дислокација на цементарница Усие, група граѓани ги блокираа булеварите Борис Трајковски и Србија на само 100 метри од главниот влез на фабриката. Сметаат дека Усие е најголемиот загадувач на воздухот во главниот град, кој со исклучок на денеска во изминатите 2 недели беше токсичен. Скопјани поддршка добија и од екоактивисти од другите градови кои во изминатиот период водеа своји локални битки. Значи, без разлика што е странска компанија, странски борд на директори, што евентуално ќе си одат и ќе ни остават трак, сепак има луѓе тука што тоа го одобруваат, што Усија дали преку легални начини, преку подкупување или преку одредени кампањи, сепак се представува дека е сосема окей организација. Но она што е битно дека тие што тука го одобруваат имаат име и презиме. Значи не се работи за една или за друга партија, не се работи за едно или за друго министерство, туку се работи за личности и тие личности имаат име. Нема ги набројувам сега, но време е одговорноста да си ја земат во своји раци. Значи да не ја предаваме на некои генерални термини, туку конкретни луѓе што тоа го одобруваат. Протестот против цементарница Усие беше причина седницата на Советот на град Скопје да биде прекината. Градоначалникот Ѓорѓиевски вели дека го поддржува протестот, но не можел да присуствува. За протестот сакам да кажам пред цементарница Усие дека го поддржувам, дека јас ќе останам овде заедно со тимот и службите доека вие се вратите, но на протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржувам. Председателе, ако можете, јас сум таму. Поседете го протестот и сите советници. Благодарам. Пријатно. Граѓаните поддршка добија и од градоначалникот на Центар. Поддржувате ли протестот пред Усие? Дека и тоа еден од загадувачите на Скопје? Целосно го поддржувам и треба да има строги контроли во Усие и сите поголеми фабрики, доколку тоа што се наслушнува е вистинито, треба да има ригорозни санкции. Можна ли е дислокација на еден таков капацитет според вас, како градоначалник со долгогодишни искуства? Многу тешко, но доколку се сака, све се може. Титан Усие ги отфрла обвинувањата дека придонесува за загадување на воздухот во Скопје, уверувајќи дека работи согласно највисоките европски еколошки стандарди. Од компанијата велат дека користат најдобри достапни техники во производството на цемент и дека нивната технологија е споредлива со водечките компании во Европската Унија. А интегрираната еколошка дозвола која ја поседува цементарницата според компанијата значи и 24-часовен мониторинг на издувните гасови. Целосно ги отфрламе неоснованите обвинувања кон Титан Усие кои не се засноваат на факти и на научни податоци. Научните истражувања, направени од независни домашни и странски експерти, покажуваат дека квалитетот на амбиенталниот воздух во Скопската котлина е под силно влијание на метеоролошките услови. Струење на воздух, висока влажност, температурна инверзија и слично. А од антропогените фактори, влијанијата од индустријата имаат помало влијание од затоплувањето на домовите и јавните објекти, сообраќајот, градежните активности и горењето на отворено, велат од Титан Усие. Сдруженијето Стоп за Усие, кое стои зад протестите, најави дека по празниците ќе ги интензивираат своите активности, за кои кажаа дека е почеток на крајот за цементарницата. Даниел Василев, Сител телевизија.